Дел од јавниот сектор остана без мартовската плата и по 15 во месецот, а меѓу нив и околу 3000 вработени во култура. Без плати за престојниот празник Великден, остро реагира Синдикатот на културата. Велат од секој март од 2021 година се соочуваат со проблем поради обврската да се пресмета зголемување на платите согласно колективниот договор за култура. Вината е лоцираат кај министерот за култура Зоран Љутков. Од целата ситуација, членството на СКРМ е највеќе разочарано од својот поранешен член Зоран Љутков, кој од позиција на член активно ја поддржуваше политиката на СКРМ за почитување на колективните договори, но кој од позиција на министер стана вистинскиот трагичар во културата. Неговиот мандат ќе биде запаметен како сузбивач на правата на вработените во културата. Доколку се случи неоснована преправка на платите, СКРМ ќе поднесе кривични пријави до директорите за непочитување на колективните договори и законите, иако во конкретниот случај се најмалку виновни, но се највеќе одговорни. Членството на СКРМ ќе поднесе индивидуални тужби до институциите за неисплата на платите согласно колективните договори. Членството на СКРМ ќе поднесе индивидуални тужби до институциите за парично побарување за задоцнето исплаќање на платите за изминатите 3 години, кое според колективниот договор за култура е 10 во месецот. Од Министерството за култура ни одговорија дека платите ќе се исплатат по празникот. Вработените во институциите од областа на културата ќе ги добијат своите плати со потребното зголемување во првите 2 работни дена следната недела, согласно со закон и колективниот договор. Причините за доцнењето е заради усогласување на пресметките за плати со Министерството за финансии. Опозицијската СДСМ со обвинување упатени до владата, затоа што освен вработени во култура, без плати остана и вработените во центрите за социјална работа, работниците во Државен трудов инспекторат, како и Државен пазарен инспекторат и вработените во Министерството за економија. Овие граѓани празникот ќе го дочекаат во неизвестност и разочараност, без можност да си ги подмират основните потреби. ДПМН грубо и без грам совест го крши законот за исплата на плати на сите вработени до 15 во тековниот месец за претходниот месец. Или за владата на Мицкоски не важат законите, или воопшто не име грижа за работниците. За владата може да има папаја, манго и луксузи, ама за работникот трошки на софрата. Синдикатот на култура на Македонија најави протестен совет во проширен состав на 22 април во 12 часот пред Министерството за култура, а во меѓувреме ќе ги информираат странските амбасади и представништва, особено на Европската унија и на САД, за кршење на загарантираните уставни работнички права и ќе побараат нивно инволвирање во процесите на кршење на правата на вработените во културата.